Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои се насловите на денот. По 14 месеци бегство Артан Груби се врати во Македонија. Со ночери за сонце и насмевка. Беше приведен на Блаце и спроведен во шутка, па на распит во јавното обвинителство. Тој го поздрави враќањето на Груби, Вреди смета дека црната кутија за криминалот е конечно во рацете на обвинителите. Радев се надава дека Македонија час поскоро ќе стане дел од ЕУ, но не без уставни измени. Уким бара поголема автономија за изборот и реизборот во научни звања, изнесени забелешките на новиот закон за високо образование. Во тема на денот, за 100 дена нова локална самоуправа, мој гостин градоначалникот на Скопје, Урце Ѓорѓиевски, кој неодамна го презентираше отчетот за сработеното. Ќе зборуваме за јавниот градски превоз, инфраструктурните проекти, но и големите предизвици со кои се соочува. Останете со нас, почнува Дневник. Поранишниот прв вице-премиер Артан Груби е на распит во јавното обвинителство, откако рано утринава беше приведен на граничниот премин Блаце. Нистиот премин тој ја напушти државата пред 14 месеци, непосредно пред за него и за други функционери да биде отворена истрага за криминал во државна лотарија. Од Блаце беше спроведен во шутка поради определената мирка притвор, а попладнево, односно околу пладне, беше спроведен за исказ во јавното обвинителство. Даниел Василев го вклучам од таму. Даниел, заврши ли распитот кој почна околу 12 часот? Добро вечер, Цаци. Пред точно половина час заврши распитот на поранешниот прв вице-премиер и министер во владата, која што ја предводеа СДСМ и ДУИ, Артан Груби. Од пред половина час тој беше спроведен од основното јавно обвинителство во кривичниот суд пред судија на претходна постапка. Иако за сега немам официјална информација по чие барање, судот ќе треба да одлучи дали да ја потврди она одлука која што ја има од пред една година за 30-дневен притвор. Груби беше спроведен преку гаражата на Македонската опера и балет. Го снимивме овој момент откако беше изнесен од основното јавно обвинителство, меѓутоа Груби не сакаше да одговори на новинарските прашања, туку мирно само беше спроведен до комбето на затворската полиција. Во продолжение предлагам да видиме дел од неговото спроведување. Господине Груби, зошто се вративте? Дали се чувствувате виновен? Чувствувате ли виновен? Даниел, по 6 часа поминати во јавното обвинителство, има ли некаква информација? Од таму гледаме дека тој не коментираше, не одговараше на прашањата. Има ли некаква информација од јавното обвинителство за содржината или, веројатно најважното, вечерва? Дали обвинителството ќе остане на барањето за мирката притвор, односно за продолжување на мирката притвор, или тие ќе се повлечат и ќе прифатат некои поблаги мерки, за што одлука треба да донесе судија на претходна постапка? Цаци, за сега информација за некаква промена во одлуката на јавниот обвинител нема, меѓутоа со оглед на тоа што Груби беше спроведен во кривичниот суд, можеме да претпоставиме едно од двете сценарија, или одбраната побарала пониска одлука, или пак обвинителството се откажало од 30-дневен притвор. Меѓутоа за сега ваква официјална информација немаме, ќе почекаме основното јавно обвинителство да се огласи или судот откако ќе заврши рочиштето пред судија на претходна постапка. Инаку Груби денеска се појави на граничниот премин Блаце по 14 месеци во бегство. Тој беше обвинет за проневера во државната лотарија за некаде нешто над 8 милиони евра заедно со поранешниот директор во оваа институција. По Груби се трагаше 14 месеци, тој не кажа каде бил
во овие 14 месеци, меѓутоа претпоставките беа дека тој е или на Косово или во Албанија. Откако беше приведен на граничниот премин, беше спроведен во затворот Шутка, во притворското одделение. Директорот на затворот во Скопје вели дека сите безбедносни мерки биле запазени за тој да се чувствува безбедно. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од неговата изјава која што тој во текот на денот ја даде за сите. Лицето Артан Груби е спроведено од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи во нашата установа во 9 часот и 20 минути и истиот е сместен во притворското одделение. Господинот Артан се нема пожалено на здравствената состојба, во добра здравствена физичка кондиција и истиот дополнително ќе биде прегледан од доктор според нашите затворски протоколи. Тоа е за сега што ви можам да кажам. Да, само 2,5-3 часа помина Артан Груби во истражниот затвор Скопје, односно познат како Шутка, пред да биде спроведен во јавното обвинителство за давање на исказ. Тоа е малку невообичаено брзо водење на целата оваа постапка. Голем број на осомничени не добиваат ваков третман. Даниел, кога може да се очекува дека судијата на претходна постапка ќе донесе одлука околу продолжувањето на неговиот притвор? Цаци, можеме само да претпоставиме, искуството вели дека минимум 1 час ќе биде задржан во кривичниот суд. Меѓутоа сме имали и случаи каде што сме чекале и со часови да заврши распитот пред судија на претходна постапка, дури некогаш и да чекаме до следниот ден за да ја добиеме одлуката од кривичниот суд. Ова се сите информации кои што ги имам во овој момент. Се надевам дека повеќе детали ќе имам за во следното информативно издание. Во секој случај остануваме тука пред кривичниот суд да почекаме да видиме каква одлука ќе донесе судија на претходна постапка за поранешниот вице-премиер и министер во владата. Даниел, ќе те очекуваме и во овој дневник доколку има нови информации. И натаму останува во бегство поранишниот прв човек на државна лотарија Перперим Байрами. Тој, Груби и уште 4 други лица беа опфатени со првичната истрага на јавното обвинителство. Обвинителите тврдат дека Груби, иако знаел дека лотарија не може самостојно да приредува игри на среќа, овозможил одлука за набавка на апарати во вредност од повеќе од 8 милиони евра. Од прв вице-премиер до осомничен со лисици на рацете за проневера во службата, Артан Груби денеска и лично слушна зашто го сомничи јавното обвинителство. Според истрагата отворена пред повеќе од 1 година, постоел сомнеж дека поранешниот вице-премиер, иако немал право, дозволил купување на апарати за коцкање. За таквата набавка државната лотарија потрошила над 8 милиони евра. А според обвинителството тоа е сумата за која Груби ја оштетил лотарија чиј собственик е државата. Намерата била државната лотарија самостојно да приредува игри на среќа, иако уште пред 10 години тоа право било дадено на приватна фирма. Иако знаел дека барањето за конкретната јавна набавка е противзаконско и дека државната лотарија нема право самостојно да приредува електронски игри на среќа на територијата на државата, на 6 јуни 2023 како вице-премиер председавал со седница на влада во својство на собрание на акционерското друштво и покрај тоа што бил свесен дека акционерското собрание нема надлежност да одлучува за конкретната сделка. Идејата за купување апарати за коцкање и самостојно организирање игри на среќа потекнала од тогашниот директор на државна лотарија Перперим Байрами. И за него обвинителството смета дека сторил кривично дело, па го гони за проневера во службата. Байрами е се уште во бегство, а како што објаснува засител неговиот адвокат, истрагата за случајот не е затворена бидејќи требало и тој да е сослушан. Според кривичното дело за кое се води истрагата, на двајцата им се заканува затворска казна која не може да биде помала од 4 години. Инаку досега Груби немаше свој став за случајот, откако во декември 2024 дозна дека е под истрага, а полицијата не успеа да го најде во земјава. На Фејсбук напиша дека е во приватна посета на Косово и штом ги заврши обврските, веднаш ќе се врати дома. Претходно Груби се најде и на американската црна листа како лице вмешано во значителна корупција. Тогаш Груби преку Фејсбук напиша дека е чист како солза. За случајот со набавката на апарати за коцкање, освен Груби и Байрами,
Обвинителството води истрага за уште 4 лица вработени во државната лотарија. За нив постоел сомнеж дека незаконски спровеле јавни повици за пренесување на правото за приредување игри на среќа. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Дуј го поздрави враќањето на Груби во земјава и порача дека очекува да се води фер постапка. Вреди пак смета дека на истражните органи конечно им е достапна црната кутија за криминалите на интегративците. СДСМ има сомнеж дека како и бегството, така и враќањето на Груби е координирано со власта, додека ВМРО ДПМН им одговори дека се нервозни бидејќи Груби може да ги открие криминалите на Заеви, Филипча и Спасовски. Партиите си разменија обвинувања. Што се крие зад враќањето на Груби? Дали власта прави театар или опозицијата е во паника што Груби може да им открие на истражните органи? Од партијата на Ахмети го поздравија враќањето на Груби. Велат очекуваат да се води фер и транспарентна постапка. Процес кој Дуј ќе го следи во секоја фаза. Очекуваме процесот да се одвива во согласност со највисоките стандарди на владење на правото, со високо ниво на транспарентност во интерес на јавност, но пред се со целосно почитување на презумпцијата на невиност и со заштита на индивидуалните права и слободи. Дуј останува непоколеблива во ставот дека правдата мора да биде еднаква за сите, без селективност, без двојни стандарди и без политички влијанија, велат од Дуј. Додека од Вреди прашуваат дали Груби ќе му го зададе фаталниот удар на Ахмети. Црната кутија за владењето на Дуј конечно се предаде. Артан Груби е учесник и извршител на сите матни сделки на Дуј. Затоа мала речица се тресе од страв, затоа што не знаат зашто се е подготвен да прозбори Артан, откако катастрофално изгуби Дуј на локалните избори и паднаа во вода сите лажни ветувања на Ахмети за предвремени избори и наводен влез во владата. На Артан не му останува ништо друго, освен да се соочи со сопствените гревови. Но кој се ќе оди курбан заедно со него, допрва ќе видиме, стои во реакцијата на Вреди. Како што го договорија бегството, така сега се договорија да се врати, велат и од СДСМ. Според опозицијата, со ваков театар Дуј го спасува Мицкоски и ја дефокусира јавноста од секојдневните криминали. Се отвори прашањето кој од актуелните функционери во владата на Мицкоски ќе одговара. Затоа, почитувани, им е потребен Артан Груби. Целта е повторно да се поврзе СДСМ со Дуј. А вистината, почитувани, е дека ВМРО ОКГ се во договор со Дуј. Власта го презема судството и обвинителството под своја контрола, се рушат предметите на СЈО, сега е вистинско време Груби да се предаде. Кој се смее кога го апсат? Како нема ниту една камера од 65.000 за 5 тони дрога, а има камери за Груби? Од ВМРО ДПМН им возвратија дека се нервозни, бидејќи Груби може да ги открие криминалите на Заеви, Филипчи и Спасовски. Па ние ги разбираме, СДС, тие се во паника, фрустрирани, уплашени од апсењето на Артан Груби, затоа што истиот тој може да изнесе информации кои што ќе индицираат за криминалот кој што го правеле здружно заедно со Венко Филипче, со Оливер Спасовски, со Зоран Заев, со Вице Заев. Така што не ни е чудно тоа што СДС се става во одбрана на Артан Груби. Ставајќи се во негова одбрана, тие се обидуваат да се спасат себе си од криминалите кои што заедно ги работеле. Од ВМРО ДПМН порачуваат дека борбата против криминалот и корупцијата останува врвен приоритет и дека секој кој се огрешил пред законот, порано или подоцна ќе се соочи со правдата. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Радев се надева дека Македонија час поскоро ќе стане дел од ЕУ, но не без уставни измени. Букин бара поголема автономија за изборот и реизборот во научни звања, изнесени забелешките на новиот закон за високо образование. Поранишниот бугарски председател и најсериозен претендент за иден премиер Румен Радев во интервју за германски медиум порачува дека Македонија треба час поскоро да стане дел од Европската унија. Сепак услов кој не може да се заобиколи, вели дека се уставните измени. Изјавата на Радев е во контекст на се позасилениот притисок за изнаоѓање начин Украина да стане дел од унијата како дел од потенцијалниот мировен договор. Радев поддржува нејзина интеграција, но ги потсетува и учелниците дека не треба да заборават на земјите од Западен Балкан. Македонија да не се надева на старт на преговорите пред да ги стави бугарите во уставот, а Европа да не ја фаворизира Украина пред Западниот Балкан. Поранешниот бугарски председател и еден од фаворитите на идните парламентарни избори во интервју за германски медиум вели дека за Македонија нема друг пат кон Брисел.
Согласно европскиот консензус од јули 2022 Македонија треба да го промени својот устав и да ги вклучи бугарите рамноправно со другите државотворни народи. И дури тогаш преговорите за членство со Европската унија може да почнат. Тоа е тежок, но неопходен процес и би сакале да ја видиме Македонија што е можно поскоро во Европската унија. Не сакаме граници и гранични премини, туку сакаме луѓето од двете страни на границата да можат да живеат, работат и комуницираат слободно заедно, вели поранешниот бугарски председател Румен Радев. Изјавата доаѓа по најавата на премиерот дека Брисел разгледува можност Македонија да стане дел од Унијата во 2027-та, но без право на глас, потенцирајќи дека за ова да се случи, веројатно услов ќе биде промена на уставот. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, мој гостин, скопскиот градоначалник Орце Георгиевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Минатата недела одбележавте 100 дена од стапувањето на функција. Прилично помпезен начин избравте за да дадете отчет. Дури ни владата не го направи тоа. Зошто можеше да биде тоа во филхармонија, да биде толку гламурозно? Добро, сметам дека тоа е мојот стил на действување, така јас функционирав и во општина Кисела Вода и земајќи од една страна во предвид нетранспарентност, односно затвореноста на градот Скопје изминатите 4 години особено, па и повеќе од 4 години, треба да се земе во предвид дека граѓаните бараат информација, вистински начин да дадат информација за граѓаните, кога тоа ќе го соопштите на ваков тип на настане. И јас и понатаму презентациите, и кога ќе биде една година одбележување, но и понатаму до крајот на мојот мандат, една од одликите која што ќе го одбележи моментот кога јас сум можел да администрирам со градот Скопје, ќе биде соопштувајќи детали на граѓаните за сето она што е сработено во минатото, но и фокусот наш на мојот тим за наредниот период. Така да тоа беше, ете, ако вие велите, манифестација организирана, која што го чинеше градот 0 денари. Но не и граѓаните. Затоа што граѓаните плаќаат таа сала во филхармонија. Па добро, тоа се взаемно регулирани односи помеѓу градот Скопје и филхармонија. Ако така гледаме, не треба и ние како град Скопје да дозволуваме филхармонија да има настани во градскиот парк и така натаму. Тоа се взаемно регулирани односи. На крајот на денот градот Скопје и граѓаните ги чинеше целата манифестација 0 денари, но беше вистински начин да се спомене од една страна состојбата која што ја затекнавме, сите оние резултати што ги постигнавме изминативе 100 дена и сето она што ќе биде наш сериозен фокус во наредниот период до крајот на годината. Во отчетот рековте уште еднаш, иако и претходно го зборувавте тоа, 300 милиони евра долг на градот, сериозен предизвик со кој се соочивте на почетокот на вашиот мандат. Дел од проектите ги започнавте, дел ги откочивте, оние кои беа во застој, но една работа која мислам дека ќе се согласите дека останува сериозен предизвик за Скопјани, тоа е јавниот градски превоз. Имавте една најава дека до март ќе има 80 автобуси, таа впрочем и владата ја даде како најава уште лани во април, имаше и владина одлука, но немаме нови автобуси. Што се случува? Видете, имаме многу предизвици, се уште во моментов, и јас би бил неискрен во јавноста ако кажам дојдов и за 100 дена се решивме. И апсолутно и граѓаните се свесни каква состојба јас наследив пред 100 дена. Јас не сум 100 месеци градоначалник, туку сум 3 месеци и неколку дена, што значи за релативно кратко време ние постигнавме сериозен успех. Првенствено во однос на финансиската состојба ние имаме повеќе од 40 милиони евра вратено долгови на градот и на јавните предпријатија, што не паметам дека некој тоа го направил во минатото. Од друга страна пак имавме, како што споменавте и вие, целосно закочени процеси за многу прашања. Ако тргнеме од Скопје град престолнина на културата, подоцна прочистителната станица која што сега се работи со сериозен прогрес. На 30% имаме реализација таму. Чекаме висок представник да дојде од европската делегација за да можеме да посетиме, увид да направиме, но и јавноста да види точно детали на што се работи таму. Таму е известно дека до крајот на мојот мандат ќе има Скопје прочистителна станица, која што не беше замислила допред да станам градоначалник. Ако го земеме во предвид булеварот Борис Трајковски, таму имавме целосно закочени односи со стопанствениците кои што никој не ги повикал 4 години наназад да разговара со нив. На мостот Љубљанска слично такви беа состојбите. Момин поток каде што имаме сериозен прогрес изминатиот период и од аспект на исплатите према фирмата на кој што и се должеше од страна на градот Скопје, но и имотно-правните односи.
Комуналната хигиена, да споменам морам, 16 камиони беа исправни дента кога влегов како градоначелник во градот Скопје. Денес последната информација е дека имаме 57 исправни возила кои што се обраќаат. Дали имаме пропусти се уште? Имаме, затоа што тоа е стара механизација и секогаш го говорам тоа. До моментот додека не стигне нова механизација, тоа ќе биде момент каде што нема после да можеме да бараме изговори за тоа дека некаде се случило пропусност. Пропусти се случуваат, земајќи во предвид дека и таму возниот парк со години не е променен. Кога сме на крај кај автобусите, и кај автобусите иста состојбата. 30 на автобуси, значи од 157, уште 30 автобуси плюс се ставени во функција од моментот кога дојдов градоначелник на градот Скопје. Зборувам за автобусите кои што се собственост на јавното претпријатие ЈСП Скопје, земајќи во предвид дека многу од тие автобуси за ситни поправки во минатото не се обраќаа на линиите низ Скопје. Дали е тоа доволно? Не е доволно и тука проблемот треба да се реши во моментот кога ќе стигнат новите автобуси. Март месец беше термин споменат од владини представници во минатото, кој што и јас го повторив во јавноста и еве сега да бидам уште попрецизен, ќе кажам вака. Има донесено одлуки на влада кои што се однесуваат на набавка на нови автобуси. Земајќи ја во предвид вклученоста и на председателот на владата во овој процес, јас сум убеден дека оваа година ќе стигнат нови автобуси. Дали ќе стигнат сите 100 автобуси, не сум убеден во тоа, но дека ќе стигнат автобуси кои што сериозно, драматично ќе ги подобрат состојбите и голготата низ која што поминуваат долги години нашите сограѓани ќе стигнат. И да не заборавиме, иако еве јас сум градоначелник на градот Скопје, ние мораме да споменеме еден факт, а тоа е фактот дека секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт на централно ниво, тогаш се обновува флотата на автобуси на јавното сообраќајно предпријатие. Добро, последните се набавени, Петре Шлегов 30 автобуси, тие се последните. Добро, не можете, и тогаш, не можеме да споредиме бројка од 5, 30, 15, ева конкретно за од кога сум градоначелник во градот Скопје, во овие над 40 милиони евра раздолжувања, земаме во предвид и раздолжување и плаќање за рати за автобуси кои што некој не завршил работата. Така што работиме и на тоа прашање. Најфер да се каже дека не знаеме точно кога ќе дојдат, затоа што има владина одлука за 100 автобуси. Јас, сум убеден дека многу е важно што имаме владина одлука и што од она што го имам последно како информација е дека веќе се во финална фаза за да биде распишана тендерската постапка. Убеден сум дека до јуни месец, јули месец би стигнала првата пратка на автобуси, но тоа не зависи од мене и честно јас тоа да го кажам. Јас можам да кажам кога ќе заврши Мовин поток клучката, која што е голгота. Да, па и тоа е многу важно да се даде некој рок, затоа што и граѓаните од тоа страдаат. Прецизен кога кажувам дека булевар Борис Трејковски до нова година ќе биде завршен, дека Љубљанска ќе биде завршен мостот, приклучувањето до Скупи до нова година. Сите процеси кои што директно зависат од мене, јас прецизно ги кажувам роковите. Овде сум убеден дека владата ќе обезбеди 100 автобуси за граѓаните, согласно она што е ветување од страна на владата, но за динамиката ќе треба да се утврди и да се искоординира со нив, бидејќи тие ги водат тие процеси. Може ли во меѓувреме, ако располага ЈСП со 180, 157 колку што видов дневно сообраќаат низ главниот град, да се усогласи барем распоредот и оно што граѓаните го гледаат како возен ред да биде точно, затоа што ние најголемиот број на поплаки од граѓаните се дека одат на автобуските постојки, не доаѓаат автобусите кои треба да дојдат. Веројатно и вие ако изберете било кој автобус на Скопска апликацијата и отидете на автобуска, сам ќе се уверите дека тоа не функционира. Да, има на одредени постројки пропусти и тоа го разговаравме со директорот Саше на комуналното предпријатие. Многу разговарав во советот и со советниците, бидејќи неопходно е во периодов кој што следи да спроведеме една активност која што ќе подразбира промени на возниот ред, ажурирање на состојбите таму. Зошто? Затоа што повеќе децении возниот ред во Скопје не е променет. И при тоа, во моментите кога е правен во минатото, не се предвидени некои нови населби кои што во меѓувреме се проширили или пак никнале на територија на градот Скопје. Некаде каде што имало засилени потреби од автобуси, веќе е намалена потребата од автобуси, што значи дека тоа ќе биде еден процес кој што ќе го водиме во наредниот период, но не сакам јас тоа да биде процес кој што ќе го направиме преку ноќ, брзоплето,
и повторно да имаме пропусти во системот. Затоа, кога велам дека тоа ќе го правиме прецизно, подразбира и да ги вклучиме максимално и граѓаните со своји забелешки. Сето тоа ќе биде земено во предвид и верувам дека за скоро време ќе направиме сериозни промени од кои што ќе ги почувствуваат тие промени граѓаните за нивни добробит на крајот на денот. Најавивте дека продолжувате со БРТ, нели дека во 2027 ќе почнат активностите. Од едно ваше неодамнашно интервју рековте дека зеленилото ќе остане, пак има и додатно зеленило. Ќе ги видели јавност овие модификации на проектот јавно и транспарентно, затоа што малку е вака конфузно да се замисли каде ќе возат пак автомобилите, ако и вака и така нема доволно сообраќајни ленти. Така е, ова е еден од предлозите кои што нема да биде земен во предвид, кои што оди во позадина. Значи, се внимава да средишното зеленило биде задржано секаде, но оние ленти кои што ќе бидат вклучени од трите ленти, две ленти да останат за патнички возила, едната да остане за БРТ, ќе имаат граничници со жардинјери и ново зеленило. Тој е концептот кој што според мене, но и според тимот кој што работиме најпрво на откочување на овој процес, имавме доста состаноци со ЕБОР, сериозно се вложи труд на тоа прашање за да можеме да го одблокираме целиот тој процес и да ни одобрат да можеме во перспектива да го реализираме. Дојдовме до заклучок дека погрешен ќе биде пристапот доколку средишното зеленило нели биде нешто што би се отстранило во целиот процес, затоа што мораме да внимаваме на животната средина, така што откако ќе имаме прелиминарно верзија која што е за јавноста, која што ќе треба да се представи пред јавноста, ќе бидете повикани сите медиуми, но ќе биде запознаена и целата јавност затоа што го планираме во детали. Еве да бидам уште еднаш прецизен, бидејќи имаше разни шпекулации, средишното зеленило останува. Она што е наш фокус, е поврзано со проектот, освен барање начини да биде надополнет со трасите према Драчево, што според мене секојаш сум го говорил тоа, биле изоставени во минатото, и трасата према Радишани. Дополнително ќе биде да бидат земени во предвид и можности за специјалните возила во таа траса, дополнително да може сите оние такси превозници кои што имаат возила електрични да може да биде пристап на трасата и за нив, за да можеме да ги мотивираме и таксистите да може да го обноват својот возен парк, но генерално каков и да е чекорот кој што ќе биде повлечен, нема тоа да се направи преку ноќ и секако дека ќе консултираме јавноста. Јас во минатото водев општина 4 години, општина Кисела Вода. И знаете дека имаше многу шпекулации поврзани околу деталниот урбанистички план Расаник. Јас кога ќе давам ветување во јавноста по ниедна цена не отстапувам од истото. Мене не ми треба проект кој што јас ќе го направам туку така. Туку ми треба проект кој што реално ќе го олесни движењето на граѓаните, ќе му возможиме побезбеден и полесен пристап до превозот, ама од друга страна нема да направиме други нарушувања кои што некои од опозицијскиот блок ги шпекулираа во минатото, но оставив јас да видам како тие гледаат на целиот проект, па на крајот дори соопштив дека нема да се отстранува средишното зеленило. Што значи дека клучно за мене е да јавноста биде запознаена и да сето тоа биде поздравено од граѓаните. Јас на крајот на денот сум градоначелник кој што го избрале граѓаните. И за мене е бесмислено јас да реализирам проект ако тој проект не биде одобрен од страна на граѓаните. А зборуваме сега и за набавка и на електрични автобуси и БРТ на струја. Имаме ли некаков проект, имате ли некаков проект? Не, во рамки на БРТ-то ќе бидат набавени дополнително од овие 100 автобуси владата кои што ќе ги набави, уште најмалку 30 на автобуси кои што исто така ќе бидат електрични и сите тие ќе се движат во БРТ трасите кои што се предвидува да се реализираат со овој проект. На околу 2020 за 50 на флотила на електричен погон имало студија дека е потребна една трафостаница од 18 милиони евра. Колку ќе ни треба за ваков тип на јавен превоз? Па се не можам да навлезам во детали, има стручни лица кои што се занимаваат со овие прашања, а се во тимот кој што работи моментално на БРТ и како што кажав, кога ќе биде презентацијата направена, ќе имате детали буквално за секое прашање кое што треба да добие одговор. Добро, во однос на сообраќајната инфраструктура, рековте тука може со поконкретни рокови, подземната сообраќајница кај Лимак. Кога може да се очекува дека ова целосно ќе биде заокружено? До крајот на мојот мандат јас сум убеден дека Скопјани ќе ја добијат првата подземна сообраќајница.
нешто што беше сон на многумина во минатото, но не успеа ни да започнат градежни активности. Еве сега имаме конкретни градежни активности. Ние во саботата и со председателот на владата бевме на увид и добро е што за да не го оптеретуваме сообраќајот дополнително, градежните активности се одвиваат најсконцентрирано во подоцнежните часови и за викендите. Еве нареден викенд да најавам ќе се асфалтира тој потек, петок и сабота мислам дека ако има потреба и недела ќе продолжат со истото, но тоа го правиме внимателно затоа што таму во текот на еден ден стотици илјади возила поминуваат, да не предизвикаме дополнителен метеж, затоа таков ни е пристапот, но не само таму, и на Перонаков и на другите позиции каде што работиме, и ќе гледам тоа да премине во пракса нормално доколку дозволуваат условите истото да го направиме во соработка со Министерството за внатрешни работи. Првиот дел сметам дека за некаде 40 до 50 дена ќе биде заокружен, па подоцна влегуваме во втората фаза која што подразбира влез од делот од кисела вода према Лимак, и тоа е посериозен потек во кој што ќе треба и подвожњакот да се израмни, значи на горна кота да се дојде, два кружни тека да се направат, едниот од страната према Рамстор, другиот делот према Министерството за внатрешни работи од горната страна, што значи дека очекувам до крајот на ова и почеток на наредна година да и тој процес биде завршен, па подоцна влегуваме во фаза која што би значила предпоследна фаза, тоа е кај оној голем кружен тек кој што се предвидува од кај Нова Македонија делот, или после Рамстор, така што до крајот на мојот мандат, како што кажав, граѓаните ќе имаат можност да движат по новата подземна сообраќајница, прва од таков тип во градот Скопје. Рековте дека веќе е По зголемен... сите студии, се извинувам, само не споменав, по сите студии за 33% таа подземна сообраќајница ќе треба да го намали сообраќајниот метеж во главниот град. Што е многу Што е многу значајно. значајно, Да, зборувавте за комунална хигиена, зголемени се капацитетите, сигурно се уште има градот предизвици во справувањето со отпадот, депониите исто така почавте да ги работите како тема. Што е со воздухот? Градот Скопје донесе една одлука за дислокација на Усија, нешто што па и не е во мандатот на градот. Имате ли тука некои конкретни чекори кои што можете да ги преземете за подобрување на амбиенталниот воздух, квалитетот? Прво, чекорите наши се во насока да има строги контроли. Иако не е наша надлежност, никој нас не спречува да во координација со Министерството за животна средина има строги контроли таму. Она што треба во моментов да биде интенција и наша и на владата, и драго ми е што и председателот на владата го поддржа тој процес, затоа што видите на долг рок ние мораме да работиме кон тоа да сите потенцијални загадувачи, цела потешка индустрија на некој начин, ние отстраниме од централното градско подрачје. И за мене успешен мандат е ако успееме во процесот да започнеме до крајот на мојот мандат. Знам дека тоа е приватна собственост, знам дека имаат и од другите страни аргументи, не е само Усија единствен кој што би требало да се споменува на оваа тема, има уште неколку такви во градот Скопје, но многу е важно што сега, за разлика од минатото, не се молчи. Јас како градоначалник дадов поддршка на таа иницијатива и не престанав да давам поддршка и понатаму, и ќе давам до крајот на мојот мандат, но не само да давам декларативна поддршка, туку и ќе се борам во целиот процес. Она што е освен контроли, а треба да биде јасна регулатива, е да си најдат алтернативен начин на загревање таму и алтернативен начин на производство. Затоа што и она што го посочуваат граѓаните како проблем, а тоа е сите оние работи кои што излегува во јавност и што се согоруваат дел од нив таму, е сериозен проблем и треба да стане минато. Зборам ако треба ние да се грижиме за животната средина и тие декларативно не го прават тоа, декларативно се грижат со садење на дрвца по општините, тогаш треба барем системот на загревање и преработка на материјали таму да се сведе на еколошки горива. И тоа е нешто од кое што не отстапуваме. Драго ми е што, повторно ќе кажам, и владата е на иста линија, и со мене, со градот Скопје, со советниците, но и со граѓаните. И тука по однос на тоа прашање ќе правиме сериозен притисок, институционален, нормално во рамките на законот. Сето она што би значило отпор поврзан со тоа прашање, би значило и друг пристап кон вршење на активностите таму, и тоа е прашање на кое што
понатаму нема да се повлечеме ни јас како градоначалник на градот Скопје, ниту Советот на градот Скопје, ниту па било кој од службите на Министерството за животна средина. Добро, за крај во со нешто убаво да завршиме, почавте со Луна паркот. Кога во теке Скопјани постапката ќе имаат нов Луна парк? За тоа можете прецизен рок. Да, затоа и ве прашав, знам дека има проекти за кои може прецизно. прецизно. Сакам неколку прецизни рокови да кажам, а се поврзани со функционалноста и функционирањето на градот Скопје. До јуни месец ги очекуваме и новите камиони за комунална хигиена. И ќе имаме така посериозна бројка на камиони со кои што ќе може да запознаеме јавноста дека ги обезбедуваме тогаш. Тоа е едната работа. Булеварот Борис Трајковски, наредниве неколку дена ќе распишеме тендерската постапка и рокот на изведба ќе биде до Нова година. Што значи дека граѓаните Драчево, Зелениково, Стојаничани, тој дел таму кој што поминува низ Голготи, до новата година ќе возат по нов булевар, но и пешаците безбедно ќе се движат. Љубљанска мостот исто така е проект кој што треба да биде завршен до Нова година. Лимак споменав првиот дел, крајот на годината, почеток на наредна година. Луна паркот наредна година, јуни месец, мислам дека ќе биде погоден месец да сечеме лента, да и конечно новата генерација на млади наши сограѓани не растат како ние во минатото, да немаме можност да посетиме Луна парк, туку една нова приказна на градскиот парк да дадеме со тој нов Луна парк. Мене ми е жал што неколкумина не ја препознаваат потребата да ние имаме вакво нешто во градскиот парк, па негодуваат изминатиот период, но тоа се поединци кои што сметаат дека не требало да има Луна парк во градскиот парк. Таму ќе има Луна парк и тоа ќе биде нешто со кое што ќе се гордее не само градот, туку и државата. Тоа ќе биде еден најубав забавен парк во целиот регион, не само во Македонија, така да не отстапуваме од идејата и јуни наредна година верувам дека ќе бидете поканети како медиуми заедно со јавноста, заедно со нашите најмлади скопјани да присуствувате на отварањето на истиот. Орце Георгиевски во тема денот, благодарам за гостувањето. Беше чест. УКИМ ги презентираше забелешките на новиот закон за високо образование, сметаат дека некои строги одредби треба да се релативизираат за универзитетот да ја задржи својата автономија. УКИМ ќе се залага за поголема автономија како финансиска, така и кадровска, порача ректорката на Универзитетот на јавната дебата за законот за високо образование. Со овој закон ќе се подобри научно-истражувачката работа, смета Ангелова и најави дека оваа пролет на УКИМ ќе пристигнат представници од Шангај кои ќе му помогнат на наставниот кадар во научно-истражувачката работа. УКИМ нема многу забелешки во однос на условите за избор и реизбор во звања, бидејќи тие и досега ги имале највисоките критериуми како универзитет. Треба да ни се остави слобода и понатаму да можеме сами да ги воспоставуваме критериумите без согласност, слободна флуктуација или мобилност на наставниците од еден на друг универзитет. Апсолутно ја потсветуваме универзитетската автономија, исто така и правата на наставниците да имат неограничена мобилност, односно академската автономија, академската слобода, меѓутоа само под услов кога наставниците се избрани под исти критериуми, под исти услови, тогаш истите би можеле навистина неограничено да имаат мобилност од еден на друг универзитет, да биде тоа прифатливо и без при тоа да се одрази на квалитетот на високото образование. ФДУ имаат голем број забелешки во однос на законските одредби со кои не се земени, предвид спецификите на уметничките факултети. Автономноста на високото образование, кое што иако декларативно стои во самиот закон, но потоа надолу во останатите членови од законот се нарушува таа автономност. Од една страна и од друга страна тоа што се однесува до нас како уметнички факултети е речиси неземено предвид воопшто нашата специфика и доаѓаме во судир со многу работи кои што реално во пракса не можат да се реализираат. Министерството не е спротивставена страна, туку е отворено за сите конструктивни критики. Веќе се работи на новата драв верзија на законот, вели Јаневска. Новина е постигнатиот договор со приватните универзитети да нема упис на нови студенти на правни студии. Дека се што смета работната група дека ќе биде прифатливо, ќе биде инкорпорирано во новата верзија од драв верзија на законот, која откако ќе се инкорпорираат сите забелешки, ќе биде повторно оставена неколку дена на ЕНЕР. Ние се договоривме речиси за се и за укинување на правните студии на приватните факултети, кои го прифатија сите, освен две високообразовни јавни институции.
Претходно министерката ги посети универзитетите Климент Охридски во Битола и Мајка Тереза во Скопје, беа и на Ману, а утре ќе се дискутира со професорите на Штипскиот универзитет. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Нов чекор во борбата против врсничкото насилство. Компанијата Мак Петрол промовира нов прирачник наменет за ученици, родители и наставници, кој во соработка со Министерството за образование ќе биде дистрибуиран во основните училишта низ државата. Лично сметам дека кампањата остави голем печат во општеството и дека буквално ги помести нормите за она што е општествена одговорност. Особена е честа и задоволството што Министерството за образование го препозна успехот на кампањата и квалитетот на прирачникот и ми представува огромно задоволство што токму денеска ја одбележуваме и заедничката соработка која што ќе предстои. Се надеваме дека прирачниците ќе бидат успешно искористени во училиштата, а нашите очекувања секако се оно што е и наша главна цел, прирачникот да ги оствари своите очекувања и да придонесе кон долгорочно решавање на проблемот со врсничкото насилство кај учениците. Спроведени се околу 620 работилници во кои учествувале над 18.000 ученици и над 3.000 родители, што е од исклучителна важност за нашето општество, односно за младите луѓе кои утре ќе го водат општеството. Од тука ги повикувам и другите компании кои се во можност да покажат општествена одговорност. Министерството е отворено за соработка и се надевам дека и тие ќе успеат да спроведуваат кампањи на ова и повисоко ниво ако е можно. Компанијата Баконац реагира на телевизиски прилог објавен на 21 февруари годинава со наслов АХВ уништи над 1 тон небезбедна здрава храна и изрече казни од околу 20.000 евра, во кои беа пренесени информации од инспекцијските контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во прилогот беше наведено дека оваа недела биле извршени инспекции кај 373 субјекти, при што 14 не биле регистрирани како оператори со храна. Биле издадени 65 решенија, 19 опомени, 44 парични казни во вкупна вредност од околу 20.550 евра, а уништени биле над 1 тон небезбедни производи, меѓу кои зрнести производи, премикси, локуми, урми, смокви и апетисани. Од Баконац велат дека во видеоматеријалот што го следи прилогот биле прикажани исклучиво нивни производи, иако во изјавата на директорот на АХВ не биле споменати конкретни брендови или правни субјекти. Според компанијата, со ваквото визуелно представување се создава впечаток дека наводите се однесуваат токму на нивниот бренд, што како што наведуваат им предизвикува штета и нарушување на угледот. По продолжение